Добро вечер, гледате Топ тема. Цените растат, инфлацијата полека забрзува. А што не очекува во следниот период, какви мерки треба да превземе владата за помош на граѓаните и стопанството, се дел од темите за кои вечерва разговарам со моите соговорници. Никица Мојсовска-Блажевски, добро вечер. Добро вечер. Иванчо Узунов, добро вечер и за вас. Актуелно е секако она што го најавив околу очекувањата да се превземат одредени мерки, инфлацијата, растот на цените. Мојсовска-Блажевски, ќе почнам со вас. Кои се прогнозите во делот на инфлацијата и може ли да се случи во следниот период да ги видиме оние двоцифрени стапки на инфлација кои што ги имавме во претходните кризи? Па најпрво да почнеме од официјалните проекции, кои што, еве ќе ги споменам, например, од Меѓународниот монетарен фонд, кои што предвидуваат раст на македонската економија од околу 3,3%, тука се надоврзуваат и Европската комисија и генерално меѓународните институции, инфлацијата околу 3,8%, значи тоа се проекциите пред да дојдеме во оваа ситуација. Што значи кога велиме оваа ситуација? Зборуваме за пораст на цената на нафтата и енергенсите, и сето тоа предизвикано од состојбата на Блискиот Исток. Навистина е многу тешко да се предвиди какви ќе бидат движењата и дали ќе дојдеме до забрзување на инфлацијата, иако податоците од март покажуваат одредено забрзување 4,9% стапка на инфлација. Меѓутоа, навистина е рано да зборуваме што ќе се случува понатаму, делумно зависи од конфликтот. Меѓутоа, мислам дека е најважно да имаме права диагностика, што се случува, кои цени растат и кои се причините за тоа. Она што го покажуваат официјалните статистички податоци, ако денес нели видовме и одредени информации од страна на владата, анализи, меѓутоа официјалните статистички податоци покажуваат најголем раст во цената на храната и тука главно тоа се месото, јајцата, зејтинот, овошјето или зеленчукот според пак анализите на владата, направени од страна на владата. Меѓутоа, тоа може би се и краткорочни сезонски трендови, ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Она што е важно, која е поставеноста на монетарната политика, односно дека најважно е да се одржи ценовната стабилност. Би рекла дека монетарната политика е предпазлива, апсолутно. Народната банка, но и централните банки во ширум светот, апсолутно. Прво Европа, односно Европската централна банка. Најважно е да ги следиме податоците и движењата во блиски период. Значи сега не зборуваме за што ќе се случува за година, туку блискиот период да бидеме оперативни доколку има потреба да се превземаат мерки. Знаете дека меѓународно веќе се зборува за проблемот на стагфлација, односно инфлација заедно со стагнација. Меѓутоа, внимателно следење на трендовите и сигурна сум дека монетарната власт или Централната банка ќе ги преземе сите мерки за да ја одржи ценовната стабилност и стабилноста на девизниот курс. Узунов, имаме ли еве правилната диагностика, вистинската диагностика како што посочи Мојсовска, и ќе успееме ли како држава да задржиме таа ценовна стабилност? Со ова што го кажа Ники, сега согласувам потполно. Меѓутоа се плашам за една работа, која што Ники се не ја кажа, ама ја навести. Факт е дека ние веќе имаме ситуација на тоа да можеме со реална искреност да кажеме дека инфлацијата ќе заврши. Дали ќе стигне над двоцифрена, и ја не би ни сакал да стигне никако. Да, но каква е опасноста со оглед дека имавме такви... Меѓутоа, таа што беше прогнозирана на почетокот на годината, дали од македонски институции или од ММФ, Светска банка, таа веќе не вреди ни случајно, бидејќи инпутните параметри за таа калкулација и денешните се комплетно различни. Она што многу ме загрижува. Цената на нафтените деривати од нова година до денес, 3,5 месеци, е покачена за 45%. Сега веќе, кога трговци и производители ќе почнат да ги качуваат цените, односно ќе продолжат да ги качуваат цените, они имаат реално алиби. Не може да им речеш зашто ги качуваат цените, па инпутните трошоци не се зголемени, бидејќи дериватите се инпут на било кој вид производство или трговија или било кој вид услуги, негде многу, негде помалку, но е тука калкулацијата. Ако ќе се откочи таа спирала инфлаторна, ако се качи една цена, веднаш други цени, веднаш трети цени, тогаш запирањето е многу тешко. Така што треба да подобро е, по моје мислење, владата претпостави дека инфлацијата ќе биде многу повисока од колку што мисли и да презема мерки уште сега за едно, да види како тој раст да не биде толкав. Второ, нешто што до сега владата не го направи,
е како да го заштити животниот стандард на граѓаните, особено на посиромашните слоеви, бидејќи кога има инфлација и кога има војна, во секој случај, кога има инфлација и други кризи, фактички најголемиот товар паѓа на, во релативна смисла, на грбот на сиромашните. А тоа не е држава од 21. век, како што сакаме да бидеме, никако оправдано. И владата мора да размислува, значи да, нека следи. Но, уште сега, и касно е, веќе требаше и до сега, владата да смисли точно што ќе прави во случај како да го заштити животниот стандард на граѓаните. Се плашам, понатаму ќе збориме сигурно емисијата, дека нема фискален простор. Да, ќе го зборуваме тоа, но пред да продолжиме, јас сакам да ја слушнем изјавата дадена од премиерот Христијан Мицкоски, односно прилогот на колешката Симона Петровска, каде што го има и ставот на владата, па потоа ќе го дискутираме во студиото. Доматите, јајцата, краставиците и маслото. Ова се производите кои најмногу поскапеле изминатиот период, покажува анализата на пазарен и Министерството за економија. Во документот стои дека зголемување на цените забележено и кај хигиенските производи. Сепак надлежните тврдат дека кај околу 50 на производи кои најмногу се продаваат во 4 големи маркети има минимално поместување на цените. По ова истражување се отвара прашањето дали и какви мерки би спровеле за да не дојде до голем пораст на цените поради случувањата на Блискиот Исток. Иако се најавува интервенција од типот на укинување на ДДВ за одредени производи, но и замрзнување на маржи, засега состојбата од владата вела дека е стабилна и продолжува да се следи. Експертите пак сметаат дека треба да се интервенира. Не би требало да почувствуваме поголем удар, затоа што процентуалното учество на оној дел за кој што се зголемени транспортните трошоци не дава за право да сметаме дека ќе имаме огромен скок инфлаторен за следниот месец, бидејќи влезот во крајната цена на транспортните трошоци визави зголемената маргина на цените на дизелот и бензините не е така голема, зборуваме за 1 до 2%. За лебот, премиерот Мицкоски тврди дека добил уверување од пекарниците дека нема да има корекции на цената. Анализата на пазарен беше спроведена во период од 1 февруари до 1 април. И додека властите смета дека се е под контрола, економистите предлагаат да не се чека цените да бидат повисоки и веднаш да се интервенира. Значи, ја гледам три можни објаснувања. Првото е дека не се свесни за кризата или не им гајле, едноставно преспа и спија, навистина спија првите неколку недели, сега се чини дека се разбудија, меѓутоа долго време спија, практично не бе свесни што се случува. Второто објаснување е идеолошко. Од идеолошки причини не сака да преземат мерки, тие веруваат слепо во она слободни пазари, државата не треба да се меша во пазарите, во цените. Тие се десничарска партија и поради тоа не сака да интервенира. И третото објаснување мислам дека е најверојатно, иако може комбинација од сите, треба мислам дека третото има најголем удел, а тоа е дека се преголемо влијание од бизнисмените. Цените на горивата во моментов се под контрола откако се намали ДДВ-то и акцизата, но и со попустот од ОКТА, со кој се преговара да има дополнително намалување на цената кај дизелот. На владина седница вчера е продолжена и кризната состојба за да може да се делува со соодветни мерки. Во меѓувреме пак цената за барел нафта на берзите се движи околу $100. Има благо намалување по најавите за преговори за решение на Блискиот Исток. Назад сме во топ тема. Мојсовска, премиерот вели не се очекува голем инфлаторен скок, но што е она на кое што посебно треба да бидеме предпазливи? Повторно ќе се вратиме можеби во сегмент кој што го зборувавте на почетокот, со оглед дека владата вели не очекува голем скок на инфлацијата. Апсолутно, малку да се вратиме на проблемите или кризата на Блискиот Исток. Мислам дека секојдневно сме сведоци и реагираат пазарите, вклучително и цената на нафтата и енергенсите, не на реални ситуации, туку на изјави, дипломатијата веќе не е дипломатија, така што неизвестноста е преголема. И мислам дека владата најпрво има задача да ја намали таа глобална неизвестност и како таа влијае врз граѓаните и компаниите и секако и да преземе мерки. Во однос на цените, односно инфлацијата за која што зборуваме, важно е, јас зборував за монетарната политика, меѓутоа при тоа сметам дека сепак владата, значи зборам за економската политика или тука и фискалната политика, дека треба да бидат спремни за брзо преземање на одредени мерки и заштита на најранливите категории на граѓани.
Односно, сметам дека мерките треба да бидат таргетирани, да не бидат во форма на она што сме го виделе во изминатите периоди со ограничување на маржите, ограничување на цените, бидејќи ако се сеќавам и само минатата година 2 месеци имаше такво ограничување, инфлацијата беше забавена во тие 2 месеци, меѓутоа како помина ограничувањата. Чи тоа не се повторно мерки, се вратија цените апсолутно назад. Кои се мерките, во која насока би требало да се размислува или? Значи, мислам дека најважно е да се заштити животниот стандард на граѓаните, и тоа особено на посиромашните граѓани. За жал, се уште немаме податоци за како се движи платата и реалната плата за февруари и март, значи последните податоци се за јануари. Тие покажуваат пораз на реалната плата од околу 5%, тоа значи дека животниот стандард во просек не се намалува, меѓутоа тие не излегуваат толку брзо како податоци, така што треба да видиме што се случува февруари па и март. Меѓутоа јас зборувам за таргетирани мерки насочени кон најранливите категории, тоа се примателите на социјален парична помош, порано наречена или гарантиран минимален доход денес, каде што помошта може да биде многу таргетирана, може да биде во форма на ваучери и други форми, меѓутоа трансфери токму кон оние на кои што е најпотребно. Од друга страна, ако зборуваме за правичност и праведност, не е праведност ако вие ограничите цената па и на основни прехранбени продукти, ако сите ние во општеството имаме можност по поевтини или субвенционирани цени да купуваме производи. Така што апсолутно мислам дека треба таргетирани мерки да има, меѓутоа кон најранливите граѓани. Мусинов, како се заштити животниот стандард на граѓаните? Тоа што зависи на кои граѓани. Ова што кажува Никица, сум потпуно согласен со тоа. Значи не треба владата воопшто да се грижи за оние што се богати. Мислам, тоа е тоа сега. Дај Боже да бидат богати сите, па владата да не мора да се кира. Ама не е така. Така што се знае дека треба да се владата грижи за животниот стандард на ранливите категории, ги викаме, сега кој се влегува тука да не баш специфицираме детално. Што може да прави владата? Може ваучери едно решение, или има една друга интересна анализа, која што не е нова, ама трендовите не се сменити. Фактички, социјалните давачки, што се за давачки во смисла придонеси за граѓани кои се сиромашни, беа зголемени таму негде до 2020 пред ковидот. Во текот на ковидот падна, споредено со растот на минималната плата, просечната плата, пензиите и така натаму, најмалку пораснаа тие давачки што се за најсиромашното население. И ова влада не го смени тој тренд. Фактички да ги зголеми тие издатоци владата према социјалните категории, према ранливите категории на граѓани. Тоа одамна требаше да го направи владата, сега е момент, бидејќи сега веќе мора да го зачува животниот стандард на тие граѓани. А што се однесува до цените на другите производи, односно цените за останатите граѓани, тука моето мислење, друг пат сум го кажувал на медиуми, монетарната политика повеќе од ова што го прави не може да направи. Не може, бидејќи на крај феноменот не е чисто монетарен. Кај нас, значи, и таа инфлација не е предизвикана заради преголема количина пари во оптек или преголема куповна моќ на населението, Боже сачувај. Туку е предизвикана заради несовршеноста на пазарот, односно несовршена пазарна конкуренција. Што значи владата мора да најде начин. Го има и законските механизми, мора да се осмели и да ги примени, а да дополни да баре други начини како да ја заштити конкуренцијата на пазарот, да внесе реална конкуренција меѓу не само производителите, трговците и тоа трговците на големо има обиди да се контролираат пазарната, антимонополската. Повеќе се ние викаме да се оплакне муслата, отколку да го реша проблемот. Зашто тоа е сложена политика. Таа политика на заштита на пазарната конкуренција е сложена, суптилна, софистицирана политика, бара капацитетни институции и владата гледајќи дека тоа го нема, се глуми дека нешто прави. Нема така да се реши проблемот. Мора да се најдат разни начини, постојат во свет, не мора ги измислуваме, кои што ќе ја зголемат и транспарентноста во поглед на формирањето на цените и уште повеќе конкуренцијата. Имаше една мерка, ја предложи владата, па после тоа ја заборави затоа што и се изнасмеја, да бидат на дневно ниво објавувани цените на сите маркети на интернет. И демек се смеја сега кој ќе ти го прави тебе тоа. Немчини на трговци го прават, бидејќи тогаш конкуренцијата ќе ја видиш од дома. И има информации, луѓето ќе се насочуваат како што е ефтино. Требаше владата да издржи. Не е смешно, објави ги цените, не мораш на сите еве, на 200 артикли дневно објавувај ги. Се знае кои се 200 артикли, ќе се храна, хигиена и така натаму, дневно ќе ги објавуваш цените. Тоа е тешко во денешно време. Кој трговец ќе ми каже дека е тоа тешко, не треба да биде трговец.
Во денешно време на дигитализација, 200 цени не можеш да кажеш од саба или да ги ставиш на вебсайт или на владин вебсайт за да ги споредуваме сите. Овој маркет, овој маркет, овој маркет, овој маркет, тој производ, тој производ, тој производ, тој, каде е најефтино. Многу ефикасна мерка младите, а и не само младите, се цело време на интернет, ќе си гледаат и еве тие. Една идеичка е ова, не е решение. Казните за нарушување на пазарна конкуренција и за нефер трговски практики повеќе кратно зголемени. Ефективни казни, многу често изречени, бидејќи трговците се смејат на тие казни. Прашањето е кога и како се изрекуваат тие казни и каков е на крајот ефектот од тоа. Ја споменавте монетарната, меѓутоа тука е и фискалната политика. За да се превземат било какви мерки, секако дека требаат пари. Она што и министерката за финансии го кажа, премиерот исто така, дека буџетот е во тешка кондиција. Како може да се обезбедат пари? Еве, каква е состојбата во буџетот за да може навистина да се превземат соодветни мерки за реакција? Точно дека фискалниот простор е многу тесен и тоа, како што напоменавте, јавно и гласно се кажува. И тоа е резултат и малку на недомаќинско трошење изминатиот период, меѓутоа и неколку кризи кои што ја зафатија глобалната економија, вклучително и Македонија, и секако имаше различни пакети на мерки, на поддршка и така натаму, кои што сега можеме да ги критикуваме, што донеле, каков бил ефектот, меѓутоа се наоѓаме во оваа ситуација во која што сме. Во однос на фискалната политика, ако зборуваме за вакви таргетирани мерки, значи поддршка на најсиромашните граѓани и така натаму, нивниот трошок не е толку голем за да го наруши, да кажам, буџетот во моментот, ако зборуваме за некоја помала програма за поддршка и директни трансфери кон приматели на минимален гарантиран доход. За поголеми мерки фискалниот простор е тесен. Меѓутоа, оно што е важно, за што би зборувале, тоа е како паралелно да не влеземе во тој проблем на стагфлација, како истовремено да се грижиме, да водиме предпазлива монетарна политика, тоа значи малку и затегната монетарна политика, политика значи на повисоки каматни стапки, а при тоа да не го згаснеме, задушиме приватниот сектор. Или како, значи пазете, многу е тешко за носителите на политиките, како да ја намалиме неизвестноста која што е глобална, за да тие понатаму планираат подолгорочно, инвестираат и така натаму, како при тоа или што можеме да направиме дома за да им обезбедиме подобри услови за работа или поголема известност. Тука одговорите се многу, не знам, генерални веројатно, меѓутоа тоа е тоа и можеме да го повторуваме многу пати. Најпрво, нели навремено сервисирање на долговите на владата кон компаниите. А се сервисираат ли сега, каква е состојбата? Според мислењето, изјавите на компаниите, да, значи се сервисираат, зборуваме за ДДВ, главно повратот на ДДВ. Тоа е една работа. Второ, бараат да нема големи промени во регулативата. Значи, ако постои глобална неизвестност на различни полиња, ајде барем дома да направиме да биде посигурно, постабилно, има време кога ќе се носат нови закони, ќе се прават промени така натаму. Бараат да нема, значи она што спомнав, генерални политики, поддршки, туку се да биде таргетирано. Бараат спроведување на законите, владење на правото, за да можат инвестициските циклуси, значи зборуваат за подобрување на постапките за обезбедување на градежни дозволи, значи велат како ние само направете ни услови ние подобро да функционираме. Ние ќе се снајдеме во тој повеќе извесен свет. Меѓутоа, проблемот е што според компаниите не е најголем проблем енергетската криза. Значи, поголем дел од компаниите и производните, поголемите производни капацитети користат газ, или пак значи, не е голем уделот на енергијата во цената на нивните производи. Меѓутоа, тие едноставно се затекнати од многу други движења. Прво, очигледно дека глобализмот замира, ако не и умира, и дека повеќето земји или економски групации се вртат кон протекционизам. Значи, секој си ги гледа своите интереси генерално. Така што забавувањето на европската економија, забавувањето на германската економија особено е она што повеќе ги плаши, затоа што нашиот извоз е насочен натаму. За жал не бевме доволно паметни да го диверсифицираме
извозот. Иако постојано се зборува за диверзификација. Значи, постојано за освојување на нови пазари. Министерството за надворешна трговија, нели надворешни работи, надворешна трговија, имаше идеи за воведување на трговски мисии, така натаму. Меѓутоа, некако слепо остануваме кон ЕУ, залепени кон ЕУ, би рекла. Секако, предностите од работа на европскиот пазар се многу големи. Имате предвидливост, имате владење на право, заштита, блиску се. Меѓутоа, морате да се диверсифицирате. Да се вратиме назад на прашањето во делот на фискалната политика и фискалниот простор за превземање на овие мерки кои што ги споменуваме дека владата треба што побрзо можеби да ги барем има во план. Овој дел, како што го рековме за овие посилна поддршка на ранливите категории, согласувам дека не е некој преголем товар, би требало буџетот да може да го издржи. Меѓутоа, поголеми фискални зафаќања за стабилизирање состојба и заштита животот стварта на граѓаните, буџетот не може да издржи без сериозен ребаланс на буџетот. Кратење на трошоци. Мислам дека на крај пак ќе се сведе и тоа ќе го направи владата, колку и да вика не негде до летото ќе го направи и како и секогаш ќе скрати од капиталните трошоци. Што не сме да се случи. Но во континуитет кратењето не сме 20 години, а се случува. А се случува. Треба да се скратат од оние места каде што стварно има непродуктивни и непотребни трошоци. Владата тоа го има сите влади, никоја влада до сега немаше смелост да земе и тој дел да го зачисти многу добро. Има вишок на вработени во администрација кои не идат на работа, а земат плати, има издатоци кои се тотално непотребни. Да не збориме авион се збори ќе се купува, тоа не доаѓа опред, меѓутоа некои намештаи, возила и некои, значи има ставки кои што треба да се тренат. Оваа година не е година за такви работи. Да знам дека политички визата која година е, не знам, ама оваа дефинитивно не е, да се надеваме дека и следната нема да биде бетер од оваа. Значи, тој е еден дел од ребалансот на буџетот, а друго да ги тие капитални инвестиции што ги збориме, уште еднаш и тоа не знам веќе колку пати се ги зборувале, моце да се редефинира нивната. Да, важно е што се подразбира под капитални инвестиции. Дали сите ни се неопходни во моментот или некои се политички? Ја мислам дека барем половината се политички и тие во моментот стварно не мора оваа година да бидат. Инаку точно е да не се наруши стапката на раст, зашто стагфлација е исто ужасен проблем. Меѓутоа, не може ни да го силувате растот. Значи, железница оваа година нема да видиме, а и не треба да видиме, бидејќи таа е неисплатлива и тука нема што да се сега оваа година фрлаат парите. Автопатиштава се договорени, тие транши треба да продолжат, меѓутоа, овој дел на подобрување образование и здравство и иновации и така натаму, дигитализација, тоа све е капитална инвестиција. Тоа све е капитална инвестиција и поддржува, поттикнува раст и ја зголемува стапката на раст на БДП. Значи, не мора да бидат асфалти и бетони. Така. Модел на раст базиран на асфалт и бетон. Тоа никаде го нема. И не треба да го има. Значи, модел на развој базиран на знаење, иновации, прелевање на знаење, нови производи, освојување нови пазари. Тоа е современ модел на развој. А ние се збориме современа економија, а со сите мерки, особено на делот на развојна политика, се држиме на некои рецептури од социјализам. Да ги слушнеме тука и прогнозите на ММФ и потоа секако ќе ги продискутираме и во студиото. The overall impact will depend on three channels. First, higher commodity prices are a textbook negative supply shock, raising prices and costs, disrupting supply chains, and eroding purchasing power. Second, these effects may be amplified as firms and workers try to recoup losses, risking wage price spirals, especially where inflation expectations are poorly anchored. Third, financial conditions could tighten, with lower asset valuations, higher risk premia, capital flight, dollar appreciation, dampening demand. Our report presents three scenarios. Our reference forecast assumes a short-lived conflict and a moderate 19% rise in energy prices in 2026. Still, some damage will not be avoided. Global growth falls to 3.1% this year, a downgrade from January forecast, and headline inflation rises to 4.4%. Our adverse scenario assumes further disruption,
leading to higher energy prices and inflation expectations and tighter financial conditions throughout the year. Growth falls to 2.5% this year, and inflation rises to 5.4%. Our severe scenario assumes that energy supply disruptions extend into next year, with greater macro instability. Global growth falls to 2% this year and next, while inflation exceeds 6%. Downside risks are clearly very elevated. Now, the impact of the war will be uneven. Low-income energy importers are highly exposed, especially those with pre-existing vulnerabilities and limited buffers. But the damage is most severe for countries in the Gulf. So what should policymakers do? Let's start with central banks. This is a negative supply shock, and no central bank can influence global energy prices on its own. Markets are already pricing in higher policy rates. However, provided inflation expectations remain well anchored, central banks can afford to wait and watch for now. But they must be attentive to risks and communicate clearly their readiness to act decisively to maintain price stability. In most cases, exchange rates should be allowed to adjust, allowing central banks to focus on their mandates. With rising public debt trajectory, fiscal space is much thinner than before. Price caps, subsidies, and similar interventions are popular, but they distort prices. They're often poorly designed, hard to unwind, and extremely costly. Most countries don't have that luxury anymore. Where support for the most vulnerable is needed, targeted and temporary measures should be deployed, consistent with medium-term plans to rebuild fiscal buffers and avoiding stimulating demand where inflation is rising. Finally, if financial conditions tighten sharply, as in our severe scenario, and global activity deteriorates markedly, monetary and fiscal policy should be ready to pivot to support the economy and safeguard the financial system alongside appropriate financial and liquidity policies. Назад сме во топ тема. Ванчо Узунов и Никица Мојсовска-Блажевски се мои вечерашни гости. Она што го слушнавме како препораки од ММФ се практично во насоките во кои што и ние досега дискутиравме тука. Крајната големина на шокот ќе зависи од времетраењето и обемот на конфликтот од една страна, од друга страна и кај голем дел од земјите можноста за влијание и превземање на мерки е ограничена. Она што Мојсовска го гледам и во последните податоци е пат на индустријското производство. Не ве на што тоа се должи, дали можеби е некаков сигнал, што велат компаниите? Најпрво споменавте, статистичките податоци покажуваат пад на индустријското производство околу 5,4% јануари и февруари. Во јануари малку повисок е падот, февруари полека се стабилизира. Меѓутоа, токму поради тоа направивме доста комуникација и консултации со компаниите, особено од оние сектори кои што покажуваат пад на индустријското производство, дали е тоа енергија, дали се тоа производство на машини и така натаму. Генерално состојбите се различни и токму и тоа сакав да го кажам и споменав малку дека како ја дефинираме кризата, дали е кризата она што се случува со цената на енергенсите, дали е криза она што се случува со падот на германската економија, нашиот најголем трговски партнер, меѓутоа и нови случувања кои што се дополнителен товар за компаниите, тоа е јаглеродната такса која што мора да се плаќа нели на сите производи кои што имаат голем негативен отпечаток, да кажам, врз околината во смисла на загадувања. Понатаму квотите кои што ги воведе ЕУ за извоз на производите на металната индустрија. Тоа е сериозен проблем за кој што се уште нема решение. Да, така што тие проблеми повеќе ги притискаат компаниите од цената на енергенсите, барем според она што го кажуваат, кај дел од компаниите, на пример во областа на рудниците, планирано е, значи пониско производство првите месеци, така што немаше некој голем аларм освен јаглеродната такса и квотите. И исто така, оно што го наведуваат, особено во некои сектори, е свртување на Европа кон поевтини и подалечни пазари. Иако според економската логика имате поголеми транспортни трошоци, неизвестноста е голема, еве се затвара Ормудскиот теснец, каде ќе ги пренесувате и како производите, меѓутоа свртување кон Африка и далечниот исток. И тоа во сектори како што се на пример фармацевтска индустрија и така натаму. Така што тоа се болки
кои што не се решаваат со една мерка или политика денес и на краток рок, меѓутоа компаниите се гласни во своите барања. Значи им треба поддршка за своје на странски. Апсолутно, значи она што го кажа во однос на кризата и така натаму, бараат да нема кратење во капиталните расходи, оние кои што нели треба да ни се вратат, односно с инвестиција во иднината, меѓутоа исто така навистина бараат во делот на можностите за инвестирање и во однос на процедурите, работата на јавната администрација, дури се зборува за она правилото молчењето е добрување, меѓутоа во некоја друга форма. Она што е добро е што Министерството за дигитална трансформација работи на еден систем, или тоа е електронски систем за управување со документи, каде што точно можете да си ги следите своите предмети, да видите дали институциите на време одговараат и така натаму. Значи тоа е транспарентност. Добро, функционирањето на администрацијата ни е болка. Да. Меѓутоа барат и поддршка, и тоа споменав дека го зборувавме неколку пати со министерот за надворешни работи, надворешна трговија, значи поддршка од државата во освојување на нови пазари. Знаете да влезете на... Како државата може да помогне во освојување на нови пазари? Најпрво работете на самите компании, значи анализа кои пазари се достапни, можни и така натаму, меѓутоа тука е лесно, гледате каде расте популацијата, каде имате слични вкусови, производи кои што ќе бидат потребни, нели? Ако велиме дека депопулација има во Македонија, ви се стеснува пазарот домашен, депопулација има и во Европа, така, значи ние треба да размислуваме за пазари кои што ќе растат во моментов, главно заради популацијата, меѓутоа и заради нови технологии. Поддршката може да биде во форма на подобрување на мрежата на дипломатско-конзуларни представништва. Вие кога одите да работите во некоја земја, на континентот Африка, сакате да имате одредена безбедност таму, да знаете дека некој може да ве заштити. Така, тоа е првото. Второ, има одлични саеми, на пример Мароко е познат по, неделен саем на кој што има 8000 представници на IT индустријата. Зошто нашите компании тамо да не се представат добро? Доаѓа експото во Белград. Значи, сепак со некоја заедничка поддршка, секако голема улога на стопанските комори, можно е да се помогне во диверсификација и влез на странски пазари. Узунов, ќе се вратам на индустриското производство, како што споменавме, има патно колку тоа треба да биде загрижувачки сигнал? Треба да биде загрижувачки сигнал, не трагедија, меѓутоа загрижувачки сигнал и ова, како што го кажа сега Никица, ние фактички не дека ни требаше доказ, меѓутоа е уште еден доказ си ставивме сами на себе, дека ние сега де факто покрај цената на кризата акутна со војната и нападот на Иран и така натаму, во голем дел ја плаќаме цената од тоа што претходните години не сме ги направиле реформите. Карбон такс не е нова работа, не е воведена од оваа година. Ние имавме и сите зими имаа компаниите време да се прилагодат и владите да им помагаат. Ништо или многу малку се направи, или скоро ништо не се направи. И се знаеше каде тоа ќе мора почне да го плаќаат компаниите, дека тоа ќе стане голема пречка. Еве ја сега таа пречка дојде, требаше одамна да решиме. Други некои исто овие диверсификација, па ние диверсификацијата на надворешната трговија на извозот на Македонија го зборуваме како тема и промена на структурата и воведување на нови производи и таргетирање на нови пазари го зборуваме, па јас сеќавам бев младо дете кога зборував. Сега веќе сум далеко од тоа. Емисија, веројатно, кога зборуваме на економски теми, зборуваме за диверсификација на... Што значи, тоа се ја плаќаме цената на тие реформи кои што не сме ги извеле во минатото. И она што мене ме секира е што сега гледам дека владата застана со реформи, фактички не ни почна кој што треба оваа влада со реформи. Мината година и беше изборна година и оваа година не знам што е, ама реформи не се прават. Чак ни реформската агенда не се спроведу до крај. Таа реформска агенда која што е од Македонија предложена, па прифатена од ЕУ, за дека ќе сакаме да спроведеме, има каснење. А други реформи? Ама ни една реформа не е спроведена во држава. Ни една. Чак ни законот за забрането пушење во јавни простори за заштита не се донесе. Ни еден обичен закон за пушење не може да се донесе во држава. Не, пострашно е што постоечкиот скоро и да не се спроведува. Сакам да кажам дека имаме една ситуација каде што владата не прави реформи, застана не ни почна да прави реформи, што значи дека на прашањето своја Наташа што дали тие податоци за пад на индустријско производство треба да загрижуваат, бидејќи очигледно е дека видина побрзо е дека ќе имаме уште поголем пад отколку раст. Ситуацијата нема да се смени на Блискиот исток, нема туку така да се смени во Европа. Европа најпогодена ќе биде, Европска унија, од оваа криза. Ја претпоставувам дека по едно време, ако оваа криза потребна, ќе мора да се врати назад на руската нафта.
Едноставно толку години викаше не се нема друг извор. Ама сега условите Русија ќе ги постави. Ама сега условите Русија ќе ги постави, меѓутоа европејците ако не се мештат американците се чувствуваат ќе се договорат. Полесно. Апсолутно. Така што ќе видиме таа економија како се движи, а ние во целото тоа сме на таква играчка и даде барем марно, рече Никица, барем известност да имат компаниите. Rule of law, владење на право, точно кои политики, не прекршување преку колено, не трошење големи пари на популизам, никаков популизам, туку таргетирани мерки. И тука е и она што го споминавме со извозот, со квотите за извозот на челикот, тоа секако ќе ја погоди државата и компаниите со кои што и јас разговарав, веројатно и спомена и во комората, е сериозен притисок за извозот. Ама сериозен притисок е извозот, Наташа, меѓутоа работата е што ние требаше одамна тој извоз да го замениме со извоз на нешто друго, за кое што нема такви квоти, нешто што е пософистицирано, со повисок степен на обработка, па извоз од тоа го збориме. Значи извоз на знаење, извоз на производи во кои што е имплементирана домашен труд со повисока вредност, пософистициран труд, за да бидат поскапи, но конкурентни на странски пазари. Знам дека звучи многу вака лесно да се каже, тешко да се изведе, ама после 20 години ништо да не е изведено, ние ја плаќаме цената. И сега тие квоти, од кога збориме ние за тие квоти? И дека еден ден ќе станат многу голем проблем. Некако очекувањето е цело време дека ќе се направи исклучок за Македонија во сите овие проблеми кои што ги има, дали се квотите, дали се визите за работните дозволи за транспортирите, дали се карбон такс, дали ќе ослободат, нема ослободување само заради Македонија, нема. И само на Македонија, тоа нема да се случи. Зашто мисли дека сме ние исклучок? Бо ништо не сме исклучок. Јас мислам дека цел Западен Балкан се надева, не е Македонија туку исклучок, туку цел заради веројатно неправдата во процесот на приклучување или пристапување кон ЕУ, сметаме дека имаме право на одредени исклучоци. Тоа е мислењето, не е само на Македонија. Не, те разбирам потpuno, тоа е балканската ваква начин на размислување, меѓутоа да не сеќам да зборувате на еден професор. Ама не е правда, не е фер. А тебе кој ти рече дека животот е фер, бе дечко? Од моментот кога се роди, животот е нефер. Значи, игра во тие услови. Не бара е фер, нема фер плей. Фер плей е замисла дека може да постои. Никогаш не постои фер плей. Игра во условите во кои што се реални. Знаете, ние сега малце од економски аспект, меѓутоа велиме има таа замка на средно ниво на развиеност. И Македонија е на средно ниво на развиеност. Да, и велиме, пазите, ние сме сега прескапи да се бориме со ниско платени, ниско продуктивни, кои што произведуваат текстилни производи и така натаму. Текстилната индустрија веќе замина. Да, а од друга страна сме преевтини или неквалификувани пак да се надпреваруваме во делот на високопродуктивни или технолошки производи. Така што излегувањето од таа замка е претешко. Значи, ние можеме на прсти да наброиме земји, дали тоа било Сингапур и така натаму, кои што излегле нели од таа замка, меѓутоа, видете, пак сме имале и одлични политики, ако сега можеби денес нема да се сложиме во контекстот, меѓутоа, фокусот на привлекување на компании од автомобилската индустрија, да, не произведуваме автомобили, меѓутоа произведуваме и колку толку висока технологија таму, кој што беше успешно изведено, реализирано, и плановите за поврзување на автомобилската индустрија или на тие компании со домашни производители, снабдувачи и така натаму. Тоа беа убави мерки кои што со имавме реализација. Значи можевме добра промена на услови и така натаму, меѓутоа мислам дека со таргетирани мерки и сите да одлучиме дека ова го правиме, тоа е добро за едината и така натаму, дека можеме да постигнеме. Текстилната индустрија колку години ја дискутираме, што треба таму да се случува. Знаете што вие можете да помагате со нели субвенционирање на придонеси за да исплаќаат повисока минимална плата. Едно време имавме минимална плата која што беше пониска во одредени сектори, текстилна и кожарска индустрија. Значи различни мерки за да ја одржиме во живот, нели, текстилната индустрија, наместо да направиме на рез, да речеме, ќе имаме огромна програма за автоматизација на текстилните компании. Нели во светот еве, Кина, дарк, темни компании, нема ни еден вработен, машини работат така натаму. Чи мора да преземаме некои такви похрабри, тешки чекори, меѓутоа мислам дека со добра комуникација, објаснување, со тоа дека се работи за еднината на сите нас, дека може да се спроведе. Да, како да не се спроведува за диверзификација во автомобилскиот сектор, колку време зборуваме.
и гледаме дека тоа некако не се случува. Дополнително сега и странските инвестиции видовме последните бројки колку се паднати. Да, има пат и во нивниот извоз и во нивното производство. И беше логично се очекува дека ќе дојде до тоа. Зошто? Па затоа што очигледно дека тие предности кои што беа привлечени за странски инвеститори во Македонија, тој кредит што го имавме ние, што они доаѓа овде да инвестира, го потрошивме. А нови предности не се создадоа. Зашто новите они дојдоа овде затоа што беше во зоните, прво беше ефтина работна сила и обилна работна сила, има обемна, да, обемна. Да. Друго беа ослободени од даноци и уште има и субвенции и така натаму, и зашто да не си дојдат. Со тек на време, прво немаме работна сила, они веќе дојдени овде од трети земји не ги вреднуваат толку, не им тишина. Друго, што даноци веќе сите земји имаат даночно ослободување или не им се ни битни, така што кој предности ги нуди Македонија? Македонија требаше во меѓувреме ова што го зборивме, да се диверсифицира нашата домашна индустрија, да стане нивни комплементарен дел. Значи, тој мултипликативен ефект и да се понуди повисоко квалификувана работна сила со разни видови на специјализирано образование, дуалното, тријално образованието. Значи сите тие работи за овие 10-15 години од кога почнавме ние да привлекуваме странски инвестиции, да го моделот надоградиме. Ние сакаме после 15 години да привлекуваме странски инвестиции на истите предности од пред 15 години, кои што веќе време сме ги изгубиле, а и не му се битни на никого веќе во светот, од оние што инвестира во земји како Македонија. Што сега ќе може да им понудиме на странските инвеститори? Ама баш ништо. Убава земја, добра храна и пријатен народ. Ако некому е битно тоа да дојде, да, такви сме, тоа е се окей, ама тоа странска инвестиција не е. Јава не гледам што можеме понудиме. Можда во енергетика некој ветер, ако има сонце има, ама дека тоа е нешто премногу атрактивно, нема работна сила, нема број, депопулација, млада, бројот на млади лица опаѓа. Јас не сум толку песимист, морам да кажам. Okay. Барем од примери кои што ги гледаме, меѓутоа сепак планирањето е клучно. Ние нели во преминот еден кон друг систем, зборот план и планска економија и планирање едноставно го тргнавме на страна. Мислевме дека тоа е многу нешто лошо. Меѓутоа, прво да кажам дека во моментот се работи тим на владата, работат на воспоставување на изградба на нова стратегија за привлекување странски инвестиции. Не велам дека не се доцни, меѓутоа токму тоа условите сосема се променија, што правиме сега. Стратегија за дури привлекување. И за инвестициски брендинг на Македонија. Значи како ние да се избрендираме. Тоа е многу широка тема. Според мене ние немаме ни брендинг на Македонија, а не за инвестиции од Македонија. Значи сакаме да видиме како да ја представиме Македонија. И се знаеше кој комуницира, како комуницира со странските инвеститори, знаеме кој со кого искомуницирал за да стигнат и за да дојдат сега. Мислам дека тоа некако Сакам да раскажам една приказна која што се надевам вистина е дека може да се примени во Македонија инвестиции на Intel во Охајо. Кои што велат ние ќе градиме сега за чипови производен капацитет, ама нас ни требаат пример 2000 инженери од овој профил. Значи инвестира заедно Intel со државата Охајо по 20 милиарди, мислам, долари дека беа и ветуваат, значи дека за 4 години додека се изгради производниот капацитет, ние ќе ви обезбедиме или креираме такви инженери. Значи јас мислам дека и ние истото можеме да го направиме, дека можеме да гарантираме дека ќе произведеме вакви инженери, такви. Нашите образовни институции се одлични. Не знам дали се служуваш, Ванчо, меѓутоа сме прошетале низ светот, сме виделе, нема доволно ресурси, меѓутоа квалитетот... Кажи ти одговорам на крај све што треба. Меѓутоа јас сепак, значи ние сме имале можност како представници на академска средина да отидеме на престој, да се образуваме во странство. Значи јас силно верувам во квалитетот на нашите образовни институции, не на сите, меѓутоа навистина имаме и одлични истражувачи така натаму. Се радувам што владата конечно, се надам тоа ќе се реализира, нели работи на воспоставување на научно-технолошки парк. Мора да се искористи тој потенцијал некаде. Сакавте да одговорите пред да... Кратко на анегдотата на Ники, сега да кажеме нешто кратка анегдота. Пред нешто помалку од 40 години, ама поише од 35, значи 1988 или 9, ја бев помлад асистент и учествував на едно тогашно Сојуз на економисти на Македонија, имаше нешто организирано во Струга и буквално имаше и дебата, јас имав еден труд како помлад асистент. Точно оваа тема што ја кажа ти пред малку, мидинкап треп. Фактички, со тој социјалистички термин се викаше квалитативните фактори во стопанисувањето на стопанството на Социјалистичка република Македонија. Тоа беше одлично уште. Денес истата тема збориме, скоро 40 години, затоа сум песимист. Иначе во Македонија има добри образовни институции, има добри стручњаци, има добри студенти, све има. Нормално интелигентни луѓе,
млади, све. Ама 40 години иста тема да зборуваш. И уште да биде актуелна и да не ја спроведеш. Ај биди после тоа оптимист. Не икат политичарите, затоа што нивниот таргет е мандатот да ми пројде, ако може и втор мандат, и тоа ми е. Што ќе се случи со граѓани, со стандард, со развој на оваа држава, ичне ми е гај. Тоа треба да се промени. Кој ќе го промени, не знам. Одиме тука со реклами, потоа се враќаме во финишот на емисијата. Назад сме во топ тема, имаме една минута до крајот и еве во овој финиш, ако треба да прогнозирате која од трите сценарија на ММФ е најреално да се случи, Никица, што велите? За жал имаме уште една година или период кога геополитиката е над економијата и над се другова ни се случува во подолг период веќе. По однос на сценаријата, сигурна сум дека монетарната власт или политика ќе биде предпазлива и дека нема да се доведеме во ситуација на високи стапки на инфлација, иако поголем дел е увезен и надвор од наша контрола. Меѓутоа, мојот апел е да се избегнуваат популистички мерки и владата да применува економски мерки кои што ќе доведат до економски раст без кратење на капиталните расходи. Ја би сакал да биде остварено најлесното сценарио, ама не мислам дека ќе биде најлесното, мислам дека ќе биде или второто или третото на најлошото сценарио, така што ја би бил среќен кога ние би ја завршили годината без двоцифрена инфлација и со стапка на раст нешто над 2%. Многу сакам да грешам за вакви работи, ама досега кога сум прогнозирал 9 пати од 10 сум бил управо. За жал. Јас ви благодарам на двајцата за вечерашното гостување во Топ тема. Вам секако ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со нашата програма.